Во ова видео обраќање ќе извршиме промоција на годишниот информатор за дискриминација кој што Хелзиншкиот комитет го издава со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Повеќе години во низа веќе издаваме месечни извештаи информатори за дискриминација во кои што информираме јавноста за состојбата со дискриминација во дадениот месец. Секоја година издаваме и по еден годишен информатор за дискриминација во кој се сумирани податоците од месечните информатори. Пред да поминеме на презентација на податоците, наодите, заклучоците и препораките од годишниот информатор за дискриминација за 2019 година, како и на компарација на овие наоди во споредба со наодите од 2018 година, би сакал да дадам еден мал осврт на контекстот, односно се она што беше битно и релевантно и се случуваше во 2019 година на тема дискриминација. Во 2019 година, во месец мај, беше донесен и новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, закон кој што требаше да обезбеди подобра превенција и заштита од дискриминација, закон кој што требаше да ни даде една постручна, попрофесионална и подобра комисија за спречување и заштита од дискриминација со проширени ингеренции, закон кој што требаше да доближи судската правда и во случај на дискриминација, како и да ги зголеми ингеренциите на граѓанските организации во постапување на случаи во дискриминација. Законот беше донесен на 22 мај 2019 година и по сила на тој закон на старата комисија за спречување и заштита од дискриминација престана мандатот во месец август 2019 година. Од престанувањето на мандатот на комисијата до крајот на календарската 2019 година, а и до денот на одржување на овој прес, се уште немаме формирано нова комисија за спречување и заштита од дискриминација, што само по себе значи проблем, бидејќи граѓаните се оставени без основниот механизам за заштита од дискриминација, кој што треба да понуди најбрза, најефикасна, најстручна и најевтина заштита од дискриминација. Во однос на процесот на донесување на законот за спречување и заштита од дискриминација, ако самиот процес на изготвување на законот беше прилично инклузивен процес со вклучување на сите релевантни чинители во процесот на изготвување, пишување на законот, процесот на носење на законот, можам да кажам дека беше малце по-негативно искуство во смисла на одолговлекување на носењето на законот. Законот повеќе од 9 месеци стоеше во собраниска процедура, што само покажува еден недостаток на вистинска политичка волја да се донесе ваквиот закон. Во однос на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, во јуни 2019 година беше објавен првиот оглас, јавен оглас за комисионери во новата комисија за спречување и заштита од дискриминација и истите комисионери требаше веднаш по објавување на тој оглас согласно закон да се изберат на јавна седница. Иако собранието објави ваков оглас, иако по ваквиот оглас се пријавија повеќе кандидати, сепак комисионери не беа избрани. Наместо тоа собранието го поништи ваквиот оглас без да даде никакво образложение зошто тоа го прави. И во декември 2019 година објави втор јавен оглас за избор на комисионери во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од објавувањето на овој оглас до распуштање на собранието во 2020 година во пресред на предвремените парламентарни избори не беше избран нов состав на комисијата. Иако имаше време да се избере, иако имаше време да се закаже јавна седница на која што ќе можат кандидатите да ги презентираат своите професионални биографии да кажат зашто баш тие би требало да бидат избрани за комисионери, иако имаше време да се изврши избор на комисионери, сепак повторно недостатокот на политичка волја и неставањето на приоритет на овој закон направи да немаме функционална комисија за спречување и заштита од дискриминација. Уште еден многу битен момент кој што се случи во 2020 година е резултат на случувањето од 2019 година е одлуката на Уставниот суд за укинување на Закона за спречување и заштита од дискриминација. По спроведена постапка за оценување на уставноста на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Уставниот суд утврди дека законот всушност не бил донесен со потребното мнозинство и тоа го прави неуставен, па затоа го укина. Мало подсетување, во 2019 година законот
беше изгласан на прво гласање во собранието и доставен до тогашниот претседател на Републиката Ѓорги Иванов за потпишување на указ. Тогашниот претседател не го потпиша указот и законот се врати на повторно гласање во собранието. За повторно да биде изгласан, законот требаше да биде изгласан со мнозинство од 61 пратеник. Иако законот после второто гласање беше потпишан од страна на сегашниот претседател на Републиката Стево Пендаровски и проследен на објавување во службен весник, сепак, како што утврди Уставниот суд, овој закон бил донесен со мнозинство од 55 гласови, кој што не е доволно за носење на ваквиот закон, односно го прави ваквиот закон неуставен. Повторно, враќањето чекор назад, односно укинувањето на законот, само ја потврдува политичката несериозност и декларативната ангажираност на тогашното парламентарно мнозинство или тогашниот парламентарен состав за носењето на ваквиот закон и неприоритизирањето на недискриминацијата на пратениците. Апелираме и искрено се надеваме дека моменталниот парламентарен состав ќе пристапи кон итно носење на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Впрочем, дури 17 политички партии во пресред на овие избори потпишаа декларација со која што се заложија дека веднаш по изборот на новиот парламентарен состав ќе пристапат кон итно носење на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, пошто треба да следи избор на професионална и стручна комисија за спречување и заштита од дискриминација. Во текот на 2019 година регистриравме 86 случаи на дискриминација. Најчестите основи по кои што граѓаните сметаат дека биле дискриминирани се пол, род, родов идентитет, попреченост, етничка припадност, здравствена состојба и сексуална ориентација. Најчестите области во кои што се случила дискриминацијата се работните односи и пристапот до добра и услуги, каде што регистриравме по 17 случаи, додека останатите случаи беа регистрирани најчесто во областа на здравство, медиуми и образование. Евидентираните бројки на превенција и на реакции од Сдруженијата на граѓани зборуваат за тоа дека Сдруженијата на граѓани остануваат најактивни во делот на подигнување на свеста на граѓаните за постоењето на дискриминација и за заштита од дискриминација. Комисијата за заштита од дискриминација, како што каже Игор, беше недостапна за граѓаните уште од август 2019 година и како таква беше недостапен механизам за заштита на граѓаните од дискриминација. Ги анализиравме и податоците на Народниот правобранител од неговиот годишен извештај и од одговорот кој што го доставија до нас. Па така видовме дека во работа биле земени 75 представки, 15 представки биле преземени од претходната година, додека 59 представки биле поднесени во 2019 година, а една постапка била поведена по иницијатива на Народниот правобранител. Се забележува дека Народниот правобранител и понатаму води една статистика, односно под иста категорија ги води случаите на соодветна и правична застапеност и случаите на дискриминација, иако станува збор за две различни области. Од постапките кои што ги завршил Народниот правобранител во 2019 година, 21 била со позитивен исход, додека со негативен исход биле 39 постапки. Во однос на судовите низ државата и судските постапки за заштита од дискриминација бележиме намалување на бројот на заведени судски постапки, односно во судовите низ државата биле заведени само 9 судски постапки за заштита од дискриминација во 2019 година. И тоа во Радовиш, во Основниот суд во Радовиш, во Битола, во Скопје и во Кичева. Во 19 судови низ државата не биле заведени судски постапки за заштита од дискриминација, додека 3 судови не доставија одговор на нашето барање. Ова значи дека во споредба со 2018 година бележиме намалување на заведените судски постапки за 75%, што можеби ние претпоставуваме дека можеби се должи на намалената информираност на граѓаните за овој механизам на заштита, како и на системската недостапност на овој механизам за граѓаните. Исто така ова може да се должи на недовербата на граѓаните која што тие имаат во судовите и на долгата и скапа судска постапка.
Во текот на 2019 година била донесени само 5 одлуки и тоа една делумно позитивна, односно само основниот суд во Битола донел одлука со која што делумно се утврдува дискриминација. Судовите и понатаму не водат статистика која што ги дели податоците врз основа на основите по кои што граѓаните сметале дека се дискриминирани, како и областите во кои што биле граѓаните дискриминирани, со што не можат да обезбедат соодветни податоци за начинот за областите во кои што граѓаните биле жртви на дискриминација. Од тука произлегуваат и нашите препораки во однос на целите овие случувања во 2019 година. Најпрво потребно е јавните функционери и државните институции да проактивно да делуваат во овој процес на подигнување на свеста на граѓаните за заштита и спречување од дискриминација, како и за промоција на принципот на еднаков третман. Од исклучително значење народниот правобранител да води одвоена статистика за случаите на соодветна и правична застапеност и случаите на дискриминација како две посебни области. Понатаму препорачуваме народниот правобранител многу почесто да го користи своето законско овластување да поведува постапки по сопствена иницијатива и да се вклучува во судските постапки како пријател на судот. Препорачуваме судовите да водат исто така одвоена статистика по однос на судските постапки за заштита од дискриминација, односно податоците да бидат поделени по основи, по области и да бидат заведени посебно формите и видот на дискриминација, со што ќе одговорат на потребата од доставување точни податоци. Ова понатаму ќе ги покаже трендовите на дискриминација кои што ќе формираат една подетална и пофокусирана акција за превенција и заштита од дискриминација. Ова истовремено подразбира и неопходност од подобрување на пристапот до судска заштита од дискриминација, како и подобрување на целокупниот пристап до правда за жртвите од дискриминација. На крај, најзначајно е итното донесување на Законот за заштита и спречување од дискриминација, како и формирање на комисија која што ќе служи како најзначаен заштитен механизам за граѓаните.